أي قلب ضمه الصدق بشوقي، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Благодарно само припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Во време, браќа, кога поимите и вредностите се измеша и изменија, многу луѓе, и стари, и млади, и мажи, и жени, стана немарни кон нешто што е столбот на ова вера и клучот на спасот, а тоа е намазот. Го сметаат за нешто мало и неважно, а кај Аллах Азза ва Джелле е огромно и возвишено. Кај некои муслимани стана нормално човек да го пропушта намазот без страв и без срам, а токму намазот е граница меѓу иманот и куфрот, светлината и темнината, спасот и пропаста. Хафиз ал-Ирақи пренесува дека еден учен зборувал за намерно оставање на намазот. Зборувал прописи за намерно оставање на намазот. Па рекол на крајот, ова прашање е само теоретска предпоставка. Такво нешто не се случува, зашто ниту еден муслиман не би го оставил намазот намерно. Хафиз ал-Ирақи преселил од прилика 800 и некоја година по хиџра. 800 години после хиџра. Во нивно време, напуштањето на намазот намерно било нешто незамисливо. Никој не би легнал да спие, а свесно да пропушти фарс или намаз, знаејќи дека намазот е столбот на ова вера и вратата кон спасот. Но се променија времињата, срцата се направија како камен, а стравопочита исчезна, така она што некогаш било незамисливо, денес стана видлива и болна реалност. Гледаме луѓе кои ги остава намазот мирни и спокојни без да имаат гајле, без никој да им укаже, а самите не чувствува ни тежина на гревот, ниту опасност од исходот и крајот што ги чека посебно на сунниот ден. Оставањето на намазот намерно не е обичен минлив грев. Тоа е раскинување на договорот, на иманот и кинење на јажето на исламот од вратот на човекот. Намазот е врската што го поврзува човекот со неговиот господар 5 пати во денот. Кога таа врска ќе се прекине, се прекинуваат и причините за милост, се затвараат вратите на упатството, а срцето го покрива темнина, што не може да се разбие, освен со искрено покаяние и враќање кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Зар оној кој го остава намазот намерно не знае дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: "Ел ахду аллази бейнана ва бейнахумус сала, фамен таракаха фақад кафар." Заветот што е меѓу нас и нив, тоа е неверниците, е намазот, па кој ќе го остави, на вистина паннал во куфр и неверство. И зар не знае дека првото за што човек ќе биде прашан на сунниот ден е неговиот намаз? Ако тој е исправен, исправни ќе бидат и останатите дела, а ако тој е неисправен, ќе биде пропаднат и ќе изгуби. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: "Јаума юкшафу ан саक़ин ва юдъауна иля суџуди фела јестати'ун."
на денот кога неговата подколеница ќе се открие и кога ќе бидат повикани да направат сеџда, па нема да можат да направат сеџда. Хашиатан абсаруhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Велит Аллах азза ва џел, во тие моменти кога нема да можат да направат сеџда, ќе бидат со соборени погледи, ќе ги поклопи понижувањето, а беа повикани да паѓа на сеџда додека беа здрави и живи нова дуња. Пренесува Абдулла ибн Амр радијаллаху анхума од пратеникот салаллаху алейхи ва селем дека тој еден ден го спомнал намазот и рекол: кој го чува својот намаз, тој ќе биде за него светлина, доказ и спас на судниот ден. А кој не го чува, кој ќе биде немарен према својот намаз, нема да има ни светлина, ни доказ, ни спас. И на судниот ден ќе биде проживеан заедно со Карун, со фараонот, со Хаман и со Убеј ибн Халеф. Четворицата тиранини, најлошите луѓе на ова дуња. Оној кој ќе го остави намазот, ќе биде проживеан со нив на судниот ден во џехеннемот валијаду билlah. Па дали би прифатил и би бил задоволен да бидиш нивен другар на судниот ден и во нивно друштво? Пренесува Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: мен тарака салата лақија Аллаха ва хуа алейхи гадбан. Кој ќе го остави намазот, ќе го сретне на возвишениот Аллах на судниот ден, а тој ќе биде лут на него. А на кога Аллах азза ва џелле ќе биде лут, сигурно ќе биде казнет. По оставањето на намаз, браќа, не е мал пропуст, туку грев што го изложува човекот на Аллахова лутина. Намазот е најсилната врска со Господарот твој, а кој свесно ја раскинува оваа врска, самиот се оддалечува од Аллаховата милост и од заштитата негова. Пренесува Џабир радијаллаху анху дека рекол: го слушнав пратеникот саллаллаху алейхи ва селеме како вели: инне бейна раџули ва бейна ширки вал куфри тарка сала. Навистина меѓу човекот и ширкот и куфрот стои оставањето на намазот. Па ако ја изгубиш оваа преграда или оваа граница, немој да кривиш никого освен самиот себе си. Па слушнете, браќа, и некој говор од асхабите кои живееле со Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи селем и кои најдобро ги разбираат шеријатските текстови од Кур'ан и Суннет. Велите Омер ибн ал-Хаттаб радијаллаху ан: нема удел во исламот за оној кој го остава намазот. Ибн Месуд радијаллаху анху велит: кој го остава намазот, тој нема дин и нема вера. Џабир ибн Абдилlah радијаллаху ан, кога Муџахид го прашал: што кај вас, го праша на асхаб, што кај вас во времето на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем го разликуваше неверството од иманот, од делата меѓу делата? Кое дело го разликуваат иманот од неверството? Па му рекол Џабир ибн Абдилlah радијаллаху анху: ес-сала, намазот. Ебу Хурейра радијаллаху анху вели: подобро е увото на синот Адемов да се натопи со растопено олово, отколку да го слушне повикот хајја ала сала, побрзај на намаз, дојди на намаз, а да не му одговори на тој намаз. И велит Ибн Аббас радијаллаху ан: кој ќе го чуе повикот хајја ала фала, дојте на спас, и не одговорит, го оставил суннетот и праксата на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Па нема да ти користи никакво тврдење дека го сакаш на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, а го остава столбот нова вера. Ебу Дарда радијаллаху анху вели: мојот најблизок и најсакан другар, значи Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, ме посоветува и ми рече да не припишувам ништо како здруженик на Аллах азза ва џел, дури и ако би бил исечен или запален. Да не го оставам задолжителниот намаз намерно, зашто кој ќе го остави намерно, Аллаховата гаранција се откажува од него. Нема никаква заштита од возвишениот Аллах азза ва џел. И третото, да не пијам алкохол, бидејќи тој е клучот кон секое зло. И последниот говор, што ќе го спомнеме, е говор на Ибн Месуд радијаллаху анху, кој велит: кој сакат утре
да го сретни на возвишениот Аллах Азза ва Джелле како муслиман, нека ги чува овие намази од таму каде што се повикува, тоест во џамија. Ние гледавме во времето на асхабите, никој не изостануваше од нив освен лицемер, за кого лицемерството му беше познато. Затоа беше незамисливо ке ними, верник, муслиман, кој тврди дека верви во Аллах Азза ва Джел и во сунниот ден да остава намаз намерно. А зарем не е оставање намаз намерно? Слушаш езан и не се одзвијаш и не го клањаш намазот? Зарем не е оставање намаз намерно? Сеш во чаџилница во време намаз и не клањаш намаз? Ове намерно оставање на намаз без никаква причина, без никаква одговорност, ове зашто не го сватиле која е сериозноста на намазот. А иште поќе не е сватиле која е сериозноста и казната која следи од оставање на намазот. И велите Ибн Месуд радијаллаху ан, човекот или асхаб во времето на Мухамед алейхиссалам, ке го влече, ке го донесеа, двајца ке го држеа се додека не го стават во саф, за да не изостанит од џамает, за да не го изостави намазот во Аллахова џамија. Затоа, о Аллахов робе, посебно ти кој го оставаш намазот, плаши се од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Не си создаден да живееш вечно на оваа дуња, па немој да го запоставуваш намазот. Тој е столбот на твојата вера, темелот на исламот, основата на успехот и спасот и заветот што возвишениот Аллах Азза ва Джелле го постави над муслиманите. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни уцврси на неговата вера. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни дај да го засакаме намазот и секој еден друг вид на ибадет. И го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ја упати нашите млади и нашите стари. И го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни упати на све оне со што тој е задоволен и го сакат. Барак Аллаху ли ва лекум фил Кур'анил азим ва нафa'ани ва ијакум бима фиhi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في الشام، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في السودان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ آباءنا، اللهم احفظ المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.